Годините минуваат, но деновите на неизвестност и болка за Ленче Цветкова од Кочани не минуваат никако. Нејзината 36 годишна ќерка Марина веќе 4 години ја нема никаде. Од дома заминала од трапезата на куќната слава, станала, излегла и повеќе не се вратила. Ја виси некој ден и рече, мамо, за Нова година или за Божик ќе дојдеме со децата на гости. Ама тоа не се случи. И на 29-ти јавија се од полицијата и ме прашат дали е Марина кај нас на гости. И јас кажах дека не е. Последен пат ја видееме на куќната слава и више не сме ја видели. Машој отишол и пријавил у полицијата дека ја нема. А не е звонил кај нас да праша дали е кај нас на гости или е кај сестра ѝ. Него директно е пријавил у полицијата. И полицијата го презема случајот, ама тога и навака 4 пуни години до 29 декември. Ние немаме никакви сознанија за неја. Но 30 дена подоцна, свекорот на Марина се самоубива со бесење, откако претходно напишал проштално, но и мистериозно писмо на признание и каење. Жалам за се, но јас ја завршив целата работа и ја фрли во реката. Напишал свекорот. Оваа порака во прв момент ги убива сите надежи на Ленче, но ја принудува полицијата да направи детална истрага и потрага. По долго барање на полицијата, пожарникарите, но и на сите од семејството, резултатот бил негативен, зашто Марина не била пронајдена, ниту пак никакви остатоци од облека кои би укажале дека таа завршила во Брегалница или некое друго место. Ова силно ја враќа надежта на семејството на Ленче, дека незината ќерка е жива, а пораката од прошталното писмо можеби не се однесувало на Марина. Од овие причини таа вистината за судбината на Марина ја барала и на алтернативен начин. Почнав да одам по видовите луѓе. Стасав и до Клеопатра. Толку прочуена балканска пророчица. Она кажа дека е жива и дека полицијата ќе ја најде и ќе ни јават. Меѓутоа тоа не се случи. И сегде дека отидеме, кај таквија познати, сегде кажаа дека е жива, он знае. Од тогаш за Цветкови нивната Марина е жива и тие деновите ги живеат во трауматично исчекување, дека судбината на било кој начин ќе и потврди. Зад трагедијата може да се појави и среќа. Во меѓувреме, зракот на надеж е нивната 12 годишна ќерка на Марина, која кај нив доаѓа редовно и со евоцирање на инстинкт дека мајка и не е тука, но сигурно е жива. Ние што тражеме, а детето усонува траже. Немам зборови да кажам, овие 4 години низ какви агонии поминаваме. Инаку сол на раната на ова семејство се и лошите релации со сопругот на Марина, со кого по незиното исчезнување и мистериозната порака на неговиот татко, комуникацијата меѓу нив е прекината. Цветкови оваа прилика ја користат за апел, полицијата уште еднаш да се наврати на случајот, но упатуваат и на апел до сите граѓани кои имаат некакво сознание за нивната Марина да го пренесат.